Почитувани слушатели на Македонската радио програма, вечерва или денес разговараме пред програмата утрешна со амбасадорот Ристо Никовски. Јас го побарав Ристо Никовски заради тоа што вчера беше присутен на еден голем настан, македонски настан во Благоевград, Пиринска Македонија, отворањето на Македонскиот културен клуб Никола Вапцаров. Исто повеќе внимание ми привлече и она што бугарските камери беа насочени кон него, од кои причини не знам, меѓутоа доста беше актуелен на бугарските телевизии. Амбасадоре, добар ден за вас и за нашите слушатели од Македонската радио програма Три пати Z. Добар ден, поздрав за сите наши кај да се и напред Македонија, ќе победиме. Еве, како што спомнав, јас имав можност да следам преку бугарските телевизии директно што се случуваше таму, меѓутоа добро е од ваша гледна точка, бидејќи вие бевте присутен таму, да ја пренесете атмосферата на нашите Facebook пријатели кои веќе еве не следат, ќе споделам некоја и на други места. Исто така и за оние кои не следат на YouTube. Кажете ми најнапред како, дали пристигнавте во Благоевград без проблеми на границата, затоа што и тоа видов, забележав дека некои беа запрени намерно или продолжено закаснување имаше од половина час или 1 час за да не стигнат на време. Ние немавме никаков проблем на границата, напротив, ја мислам дека за 15 на нашата граница поминавме за околу 5 минути, на бугарската 15 минути, што во целина не беше никаков проблем. Може би помогна и фактот што јас имам дипломатски пасош како пензиониран амбасадор и веројатно и тоа помогна. Чув дека имало проблеми со некои други, али велам, ние поминавме без никаков проблем. Така, после кога се префрливте, односно кога излеговте пред клубот, како започнавте? Видовме мноштво на народ. Јас запишав на YouTube дека во Благоевград има инвазија од македонци. Видите, имаше провокација пред клубот. Предходно ние дојдовме некаде, можеби пола сат пред настанот да се случи, пред пладне. Предходно, порано, тука бил Џамбаски, тој фашистот бугарски, со разни тако сцени направени тамо, со личности, со не знам што. Очигледно него го тргнале наставнат. Мислам, да видиме јасни, од наша страна све е онака на доброволна основа, на лични иницијативи. Бугарската држава е организирана и таа се бори против Македонија веќе 150 години на еден доследен начин и сето тоа беше со нив договорено, направено да се покаже и таа страна така од медалот. И кога него го тргнале и неговите од тамо, остана еден голем звучник кој цело време грмеше некакви, еден што вели ова не е бугарска музика, вика се ова руски маршеви, така да и тука е промашиле работата, разбирате. И таа музика беше толку гласна што не дозволуваше наставно да се одржи надвор, на улицата, него беше одржан натре во релативно малата просторија. Јас неколку пати отидов кај полицијата тамо кај што беше звучикот и реков запрете го, велам, ова е срамота за Бугарија, не за нас, вие сте европска држава, не сте од дивиот запад, велам. 3-4 пати му реков на тој што беше полицајецот, он вика оставете ми да се вршам својата работа. Мислам, свето тоа беше договорено, очигледно од нивна страна да го спречуваат, али да не биде тоа нешто насилно. Настанот е историски во секој случај. Сакам уште нешто пред тоа да ве прашам. Гледав еден човек со камера таму кој се силеше да мава на вас и на Апасиев, па и кон Мицковски. Тоа беше, по ствари, единствениот, да речем, физички инцидент,
Онака, кога во нашата група, кај што одевме према спомениците на кои требаше да положиме цвеќе, се појави тој истиот со звучникот, го носеше звучникот, и кој што јас разбрав, јас бев тука близко, ама не го видов тоа, дека Апасиев му го извадил USB-то, значи нема музика. Да, И тој затоа. сакаше се степа со Апасиев, али да Тони Менкиновски синот влета и ги го одвои, да го спречи тој вагабонд да ни ја расипува, што се вика, колоната. А што е интересно, и едно мало дете има донесено тука, да испадне дека ева детето со бугарско знаме, да испадне дека ева ние и деца напаѓаме, разбирате. А тој целта негова беше да излезе на чело на колоната и тој да не води со музиката, разбирате. Така се тоа се ситни провокации, али велам, се издигнавме над нив. Имаше провокација и кон претседателот на ВМРО-ДПМН, Мицковски. Мицковски, не знам дали слушнавте, му врате него да вика не ми мафтајте со раце. Не ви се плаша Мич. Во секој, тука баш кога беше тој инцидент, тука беше одма и Мицковски беше. Да, едната страна тој го напаѓаше Апасиев, па после им се сврте. Така, Апасиев, меѓу Апасиев, тој беше напикан меѓу левата страна со Лилјана Поповска. Тој беше точно меѓу двајцата нив беше тоа во тој момент и јас бев тука многу близко од страната, разбирате, така бев сведок, али велам, полицијата ги толерираше, значи имаше таква наредба да ги толерира провокаторите, али да не дозволи да има било како суд сериозен. А овега го пуштија. Полицијата цело време велам, Божен правеше ред, али правеше ред за тие ги реализира своите цели. Све заедно велам, сите тие провокации беа неуспешни, единствено успеава што не спречија да положиме цвеќе на споменикот на Гоце Делчев, бидејќи таму беа настрана од кај што бевме ние, значи од кај што е клубот, тие беа таму собрани и во тој момент кога прво полицијата не пушти да одиме сите групата према споменикот, зашто се плаше да не дојде до некој, можем, физички судир, а такво нешто немаше, бидејќи имаше стотина полицајци, имаше најмалце, разбирате. Така да пуштија само тие што ги носат венците со цвеќето. И јас се пробив пак да одреките мојот пасош таму. Кога помина тие, кога само 5 души може да додат, сите отидоа со цвеќето, јас се кажа, јас имам дипломатски пасош, јас сум амбасадор, може да им пуштите. Не пушта, вика, таму е шефот на групата. Викам, слушайте, јас сум дипломат, викам, и ако не ме пуштите, ова ќе биде дипломатски скандал за Бугарија и то голема штета. Пуштите го, ме пуштија. Така да дојдов јас кај споменикот и го водеви диалогот со тој фашистот нивни џамбаски, едно ѓубре невидено бугарско. Да, го следев тој, меѓутоа кажете го за слушателите и за нашите кои не следат на Фејсбукот, која беше дискусија. Аз му реков, повеќе работи му реков и на крај му реков, ама добро, вас ве знаеме, вие сте тој фашистот, викам, што гревате лева рака, викам. Када тоа наводно и бугарските медиуми го снимиле. Велама, али тоа само е покажува жалосна слика тоа за Бугарија, сепак е Бугарија една држава, сериозна држава, разбирате, таква една група на, да не речем што, забегани екстремисти и фашисти, разбирате, да го става ликот на Бугарија пред светската јавност, мислам, не е долично. Мене ми е жал за Бугарија што такви настани. Јас на полицијата неколку пати им реков тамо, слушајте, ова е нашиот настан е пријавен. Вие може да ни гарантирате нас да го трнете оваа банда, не им реков банда да не бидем така, реков група, викам, да положиме цвеќе, викам. А вие тоа можете да го направите, зашто вие имате службена должност. Меѓутоа тие си има своји така сценарија, си го тера, али ние пак на моја иницијатива викам дајте се тука на плоштадот и поставиме цвеќињата на едно колку 20-30 метра пред споменикот, тука дајте тука да се сликаме за тоа и се слика цвеќите, така да ние завршиме својата задача, али велам бугарската држава се усрами со сите тие ситни провокации во крајна линија, кои напротив само даваат на значење и го креваат македонското прашање во Бугарија на уште високо ниво. Ме интересира тука сега како ќе го истолкувате онај договорот во преамбулата на договорот каде што имаме заедничка, бараат заедничка историја.
Каква историја е кога тие не дозволуваат македонците да положат венец на Гоце Делчев, а од друга страна сакаат да доаѓаат во Македонија? Тие, вие кажете го тоа. Видите, се тоа се случува, покажува дека бугарската држава нема никаков респект према нити према македонската држава, а да не зборуваме за македонци. Тие не признава дека ние постоиме, дека имаме свој јазик и слично. Према тоа е нивна трајна политика. И договорот кој ти го спомнуваш е поразителен за нас, понижувачки, срамен. Меѓутоа, Ицо, не е тоа крајот на приказната. Во договорот, заедничката историја е спомната само во преамбулата. Значи, де факто, ако е само преамбулата, таа нема правна дејност. И кога бугарите инсистираат и уценуваат да има, нели така, заедничка историја, тие мислат на бугарска и заедничката историја не може да биде македонска. Тие имале држава, ние не сме имале држава, тие нотирале све како држава, а ние сме биле нели така растурени во повеќе држави и тоа е хендикеп неизбежен и голем. Меѓутоа, тука не е нашата трагедија. Нашата трагедија е што двата протоколи кои ги подписа министрите за надворешни работи Никола Димитров и овај големо албанецот Османи, разбирате, во тие два протокола уште 10 или 8 пати пишува заедничката историја, нагласено дека ние мораме да таа заедничка историја, оваа заедничка историја 7-8 пати во двата пишува и тоа де факто тие двата протоколи кои се, нели, божем записници од некаков меѓумладина конференција, се многу поразителни за Македонија. Тие се де факто нови договори или во најмала рака анекси на првиот договор, кои нашата позиција ја руша до крај. Така да ние успеавме после договорот да направиме нови капитулации, ново срамно понижување на нашата држава и на нашиот народ. Добро, ајде да сега да се префрлиме на она позитивното. Чинам јас дека ова е еден историски чин. Апсолутно. Во сите овие македонско-бугарски, поточно бугарско-македонски недоразбирања, односно бугарска агресија во Македонија. Македонија е нападната од Бугарија. Тоа треба да биде јасно и прецизно. Тоа не е вооружена агресија, тоа е уште пострашна. Тоа е студена војна, психолошка војна, како сакате разбирате. И мала дигресија од ова прашањето. Кога државата е нападната, а главните лидери на државата, председателот, премиерот и во случајот на министрот за надворешни работи, бидејќи не е вооружена агресија да биде министрот за одбрана, тие де факто не извршуваат својата службена должност да ја бранат државата. И јас мислам дека сите тие треба да одговараат и кривично, затоа што не извршуваат својата службена должност, не одговараат на нападите на државата, а загрозени се сите основни столбови и постулати на македонската држава. Значи, тоа е неспорен факт, разбирате. Така да, и ако се вратиме на договорот и на сите тие настани што следуваа, разбирате, ние де факто голтавме све што ни беше лансирано од Софија. Дури и Европската Унија, која виде дека ние не сме спремни да се браниме, се нивно прифати и стави во своите документи, што е срам и за Унијата и за Брисел, ама кога вие не се браните, никој вас друг нема да ве брани, разбирате. И велам, апсолутно сте во право, овој настан е историски, бидејќи нашата влада, пред сега бугарската, реков, позната веќе 150 години, го негираат постојањето и на македонците пред се од целина. Ако нема македонци овде, не може да има македонци во Бугарија, не така? Значи, овој настан де факто ги реафирмира македонците во Бугарија и покажа на цел свет, му покажа дека тука се тие. Формираат свој клуб. Она автономија од 46-56 година, нели? Се срамат бугарите тоа, тие го избриша Ѓорги Димитров од својата историја, затоа што човекот беше објективен, човекот беше реалист, свати дека македонци постојат, свати дека тоа е нешто што не може да се игнорира, а овие сега
забегани бугарски политичари и со тешки историски синдроми тврдат дека не измисли некој нас. Мислам, тоа се такви будалштини и глупости што не заслужуваат внимание. И тоа е повторно срам за бугарската држава, разбирате. Не може некој да измисли народ. Народ постои или не постои, разбирате. Така да тоа нешто не е во склад со основната човечка логика и умност и разбирливост и нормалност, ако сакате. Меѓутоа, тоа е нивна политика веќе 150 години и да бидеме на едно јасни. Бугарија никогаш нема да ја промени таа своја политика и Македонија треба да е свесна дека ако вака продолжи, никогаш нема да влезе во Европската унија како Македонија, македонци со македонски јазик и затоа треба да се преземат радикални мерки. Ова е сега овој потекст со клубот во Благоевград е само почеток, јас мислам, на една нова политика, ако сакате, не од македонската држава, која за жал се крие за сето тоа, него од македонците во Бугарија. Мислам дека следниот клуб ќе биде во Гоце Делчев и ќе продолжиме и во Петрич и во Сандански, така да сме тргнале во една насока со најдобри намери да овие луѓе бидат мостот меѓу двете држави, а не да бидат некој проблем за конфронтација. И кога веќе ја спомнавме таа тема, мора да се каже и да му се даде признание на председателот Пендаровски, кога јас сум го критикувал често пати кога праја работи кои јас сум ги сметал за погрешни, меѓутоа овај пат кога испрати свој човек, свој шеф на кабинетот, го испрати генералниот секретар на кабинетот негов, е извореден потек, така да тоа беше, молам? Бошњаковски, тоа беше извореден потек и секоја чест за председателот што на некој начин се дистанцира и од позицијата на владата и на владеачката партија СДСМ. Така да велам и од тој аспект имаме тој позитивен момент и кој мора да се нагласи. Така реков јас, инвазија имаше, таму беа присутни други политички врвни личности за кои сакам вие да зборувате. Исто така имавме представници и од егејскиот дел на Македонија, па после на крајот ќе завршиме со свечените говори и што порачаја нашинците, македонците од Пиринска Македонија. Меѓутоа сега околу значењето што им се даде и подкрепата од македонската од политички агол, така да кажеме, бидејќи до сега изворедно, мислам, исклучително важно беше што беше лидерот на опозицијата Мицкоски. Мислам дека тоа заслужува секаква пофалба. Одлично беше што и Левица беше, Јапасиев беше таму, беше лидерот на Интегра, беше Бачев беше таму беа представници на Максим Димитриевски, кој сега се отцепува на некој начин од СДСМ, негови представници од Прилеп и од Куманово. Там беше Лилина Поповска, која е од Дом, нели така, иако не е веќе лидерка на Дом. Така велам, имаше голем број на представници од Македонија, али што е најважно беа македонците од Бугарија и што е исто така клучно во вакви настани, голем број од нашите медиуми таму се појавија. Еден голем број од медиумите и во Македонија вчера беше главна тема и ќе продолжи да биде главна тема во нашите медиуми. Така да со тој публицитет, знаете, се валоризира улогата на македонците во Бугарија, која во никој случај не е негативна за бугарската држава, напротив, тие се луѓе солидарни и лојални на својата држава каде живеат и каде го владат, што се вика лебот, ама тие се македонци, тоа никој не може да го игнорира. Добро, тука да не го пропуштиме и архимандритот Царкњас. Да, точно така беше архимандритот Царкњас. И јас мислам дека беше најавен и Васил Штериовски од Албанија, али он не дојде, не се појави. Не знам од кои причини, али таму имаше изложба од Битола, имаше културна изложба заради тоа во Корча. Не знам. Во секој случај го очекува и јас се надевам ќе се видиме, меѓутоа не дојде и ќе се чуам денеска во текот на денот или утре да видам што се случи, зашто не. Дали во секој случај, мислам, поддршката од нашите од егејскиот дел и од мислам од Албанија е неспорна, мислам. И тие сите соработуваат меѓу себе и се велам на иста линија без никакви дилеми.
Инаку да го спомнеме и тоа дека овие нашиве спонсори од Канада, а тоа се Глигор Цанев и Минчо, како беше презимето, се спремни да отвараме и некои клубови во Грција, културен клуб. Иако јас зборев со Царкценс на таа тема, ми рече дека тој во црквата ќе отвара и работи тоа да отвори клуб, некој ќе треба и тука ќе го поддржиме и ќе да видиме каде на друго место ќе отвараме клубови. Овој Минчо Остин, Минчо Остин, да. И ние од Австралија, нели испративме. Ви испративте пари секој чест, така да 12.000. Ќе бидат тие се испрати на сметка на човекот кој е моментално во Америка и не се оперативни, али во секој случај тие пари се ќе бидат, ќе видиме следниот клуб може ќе биде ваша заслуга. Ова е во целина е заслуга нашите од Канада. А следниот ќе биде, јас претпоставам со тие средства, така да улогата на нашите во Австралија доаѓа се повеќе до израз. Така беше и ветувањето од македонската заедница дека ќе продолжиме со помош нашите македонци од Пиринскиот дел на Македонија. Амбасадоре, сметам дека излегоја најцврсти, дека и во една таква состојба каде што се наоѓаат, не во она состојба како каде што е Република Македонија, туку во друга држава каде што немаат никакви човекови права, меѓутоа излегоја на самиот врв со патриотизам и македонизам. Видите, таа асимилаторска и негаторска бугарска политика не е само на зборови. Голем дел од тие луѓе се биле репресирани по возрастните генерации. Младите генерации, ако во било која прилика изјави дека е македонец, го терат од работа. Така да репресијата во Бугарија према македонците трае и е концентрирана и е координирана. Никој македонец кој ќе се изјасни како таков не може да добие работа во Бугарија. И тоа, знаете, влијае младите луѓе, сакале неќеле, ако бираат, како што било и на времето на Гоце Делчев. Ништо поарно не е. Ако ти изјавиш дека си македонец, губиш работа, губиш се, губиш екзистенција. И тоа е сега толку присадно што дури и внуците на Вапцаров изјавувале што е жално, мислам, дека и татко им, и другите, и дедо им, и чичко им биле бугари, што не е тоа, мислам. Али тие луѓе, едната знам дека е режисерка, другите е дипломат, и се како македонци, истиот ден ќе се најдат на улица и нема да имаат работа. Тоа е жалосно, али тоа е реалноста. Сметам тука дека кога еден Зоран Заев, например, и Никола Димитров и Рената Десковска и многу други видни личности, кога потпишаа промена на името, се сега што очекувате вие од другата страна, каде што, како што рековте, јас знам синот на еден мој пријател и на еден друг пријател, кога често пати сакам да направам интервју и не смеат затоа што се професори. Викаат, ако се појавиме ние во медиумот и утре сме без работа, децата ни се на улица. Тоа го прават како што и во Македонија се прави тоа така, те испушта, гледате како е, нели. Меѓутоа не сакам да навлегувам во тоа. Да, тоа се жалосни моменти се тоа, жалосни моменти, али тоа е реалноста. Јас ќе ви кажам во Албанија, амбасадоре, затоа помошта, она што зборуваме ние на радиото и вака со интервјуата, на луѓето им треба пари за бензин, $2 бензино, со што ќе го платат тие луѓе бензинот? Како ќе одат да регистрираат? Како ќе одат до Страсбург? Точно. Еден авион, една авионска карта, двајца да одат и да преспијат. Богатство. Овој да го спомнам примерот во Албанија. Снимавме филм, направивме албанец да снима филм за македонците во Албанија со новинарката Ристеска, која бев јас таму на работа, и човекот на Голо Брдо, човекот, градоначалник, беше македонец. И се договоривме све, и кога дојде интервјуто за филмот,
почна на албански да зборува. И после ми кажа, зашто на албански? Абе вика, ако зборам на македонски, ќе изгубам работа. Да, ајде уште ме интересира и она говорот беше многу силен на Герасимов, на господинот Герасимов пред споменикот. Точно така. Најубав говор одржа Герасимов пред споменикот на Благоев. Да, тој рече дека македонците се основата на Балканот. Рече дека се основата на Балканот, дека Благоев е македонец. Велам и човекот онака апсолутно неподготвен. Тука бев јас кога мазнев председател на друштвото, му рече, ај се ти обрати се. И му вика, кажи ова, кажи она. Јас викам, не му советувај, знае поамниот тема од мене што да каже. Изгледа човекот потполно неподготвен, абе што убав говор одржа. Кога се зборува од срце, нема се погреши. Кај да те стават, ако зборуваш од срце, ќе погодиш во центарот на темата. Па Герасимов лежал в затвор, нели кажа дека лежал в затвор за идејата дека дека бил македонец и така натаму, што добро беше што се пренесуваше и преку бугарските медиуми, она што велам јас. Го пренесоа и тоа, зашто не гледав јас бугарски. Да, јас направив неколку видеа, 3-4 видеа направив токму од бугарските телевизии. Ако можеш, прати ми и тие, би сакал да ги видам. Добро, ќе ви ги пратам. Ајде сега да одиме на најсвечениот дел, она што јас сметам беше најубавото, кога го влеговте внатре, па го видов таму Иван Синкертиски, го видов таму беше Стојан Ѓорѓиев, го видов, најстариот македонски активист. Да, беше Стојко Стојков во позадината. Фала Богу, да. Мицковски беше, па Пасиев, па и другите. Имаше од сите, Кирил Тилев беше таму. Беа сплотени македонците. Македонците ги видов, јас што ги познавам, со сите здруженија, и од Александар Македонски, и од Омо Пирин, Омо Илинден Пирин, и од настраданите од бугарските власти, оние кои лежеле по затворите. Прогонетите, да. И сега, да раскажете ми за отворањето, кој зборуваја, не доловив јас, кој зборуваја внатре. Зборува и цар књаз, прво го отвори, Мазден го отвори настанот, зборуваше пригодно, све во позитивна насока, зборува и Апасиев, зборуваше и представникот на Бошњаковски, на премиерот, на председателот, зборуваше и Апасиев, зборуваше цар књаз, така да имаше пригодни обраќања и сите со една максимално позитивна нота. Значи, сето тоа беше, како што некои дори во нашава држава, да не спомнам кој бил, дека тоа било некаква провокација. Тоа беше демонстрација на желбата за најдобри односи меѓу двата блиски народи. Мислам, факт е дека македонците и бугарите се блиски народи по јазик, по култура, по музика, по што сакате, по обичаи, по адети, по све сме најблиски по многу што. И место да бидеме најблиски пријатели и да соработуваме и да заедно, што се вика, туркаме напред, се разбира, со подршка на сите од регионов народи, и Срби, и босанци, и што се вика и други, бугарите се главни прогонувачи, ако да можеме да кажеме, на Македонија и на македонците. Тие се блокатори на нашиот пат кон Европа, тие се уценувачи на Македонија со барања кои се надвор од умот целина. И велам, сето тоа е една трагедија балканска која продолжува, иако сме во 21-виот век, ова наликува на 19-тиот век. Меѓутоа, да се разбереме, јас реков и ќе повторам, бугарската политика на негирање на Македонија и на македонците е трајна и никогаш нема се промени. Барем останите 50 на година. Амбасадоре, сакам да парафразирате нешто, одговорите. Еве, знам дека Милан Ризаков ја отвори, зборуваше, беше водителот и даде почит кон Бугарија, зборуваше на бугарски.
детето што младиот што е Да, младиот човек што беше модератор, да. да, модераторот што беше, ете тоа беше почит кон државата во која живеат, нели зборуваше на бугарски, потоа другите зборуваа на македонски. Сакам да парафразирате некои од пораките, кои беа пораките од личностите кои зборуваја. Што порачат, да. Сите пораки, можам да само сублимат да кажам, Ицо, сите пораки беа за добрососедство, за пријателство и за заедничко напредување. Сите пораки беа дека ние меѓу двете соседни земји немаме никакви причини, не постојат никакви причини осим аспирациите кои се болните аспирации на Бугарија према Македонија и македонците, кои тоа не се спомнуваше, бидејќи сите водеа сметка да не испадне никаква провокација. Значи, нема никакви причини фактички да двете земји не соработуваат на најширок план, да бидеме навистина најдобри соседи што може се замисли и да одиме напред во една заедничка насока која не така Европа е во целина и дека тоа ги отвара сите патишта. Велам, никој не направи ни алузија на она што е негативно во моментов, а доминира на негативното за жал. Сите пораки беа со позитивна нота, сите пораки беа со добронадежни размислувања и велам, тоа треба да биде и повод да во Софија малце се размисли, вака се можеме потворено да зборуваме дека оваа политика која се води од таму апсолутно не води никаде. Во Македонија тврдам, никогаш немало омраза према бугарите. Никогаш го тврдам. Јас оваа држава ја познавам, сум бил во сите места, сум имал контакти со илјадници луѓе. Никогаш немало омраза. Сега, постојано се случува, па секој не чувствува веќе омраза. Јас веќе чувствува тежок е збор, ама гадење. Ако некој ми вели дека дедо ми и татко ми биле бугари, а јас знам дека сум живеел со нив дека биле македонци, па како ќе можеш да, како се чувствуваш? Ќе чувствуваш одвратност, разбирате? И тоа е крајно непотребно, зашто тие не може да не променат нас да ја направат бугари, тоа треба да го сватат. Велам, мене дедо ми, јас го повторувам тоа, бев јас 7-8 години кога почина тој, ко вчера го памтам, ми велеше деца на мене и на брат ми кој беше постар покоен сега, велеше не заборавајте дека јас покажуваше во себе си. Татко вика ваш, мојот татко вика, мојот дедо, сите сме биле македонци. Го памтам ко вчера да ми го кажуваше. А неговиот дедо е роден околу 1820 година, пред 200 години. И уште една друга работа, Ицо, кога ако е факт, неспорен историски, дека така нареченото македонско прашање на дневен ред е најмалку 150 години. Па може ли да има македонско прашање без македонци? Не може. Па не може. Да. Па не може. Па не бил светот забеган да зборува за македонско прашање за македонци, а ни да ги нема. Не живееле сите во некоја, да речем, во некој волшебен свет, па да измислуваат што и како. Велам, 150 минимум години постои македонското прашање. Значи, толку најмалку постои пред Берлинскиот конгрес и со создавањето на овие екзархијата бугарска и пред тоа. Да, 1870 година, од 1970 година. Тоа е тачно. Амбасадоре, ме интересира, односно, од сите говорители, немаше, никој не спомна граѓани. Се беше македонците тука, во Пиринска, македонците во Република Македонија. Не бевте така малку изненадени од тоа, бидејќи веќе досадено ни е од граѓаните. Многу убави, да, говорите беа многу убави од сите. Особено, еве, јас сум многу голем критичар, го критикувам Мицкоски, меѓутоа во интервјуто што го даде за Канал 5 и за бугарските телевизии, кажуваше македонците од овде и македонците од Република Македонија. Види, проблемот кај опозицијата на таа основа не постои. Власта која го потпише капитулантскиот договор со непријателство и соработка, таа избегава да спомне македонци, бидејќи тога се откажаа формално од македонците. Мислам дека Мицковски е во една тешка ситуација, добро што го спомнати да го објасниме до крај тоа,
бидејќи притисокот кој се врши врз него од страна на американците, од страна на Брисел е исклучително голем. И сега да објасниме на работа која кај нас ми се чини носи одедено недоразбирање. ВМРО-то јасно кажа, нема да гласа за уставните измени да бугарите влезат во уставот и се апсолутно во право. Ако 3504 бугари ставаме во нашиот устав, а 100.000 или да не зборуваме поголеми бројки има македонци во Бугарија, не важи за нив, значи нема тој таков реципроцитет, тоа е неприфатливо. Тоа е капитулантска, поразителна, срамна, антиисториска, како сакате, политика. И сега он додаде една изјава дека не тука беше премиерката на Европската унија фон дер Лејен и тој сигурно и под таков притисок вели нека даде Европската унија гаранции дека бугарите ако ги внесеме во уставот нема да блокираат, нема да бидат проблеми, ние ќе прифатиме промена на уставот. И видите, тоа е порака за Европа. Ќе гарантирате, не може да гарантирате. Тоа е јасно, може секој дека не може да гарантираат. Али на тој начин тој им удара шлаканица на европјаните. Али за домашниот пазар, за македонците и во светот, тоа е како види не знаеш што прави ВМРО-то. Значи, велам, јас не го бранам, него само го тумачам, јас не знам изворно, али претпоставам дека така. Логиката дипломатска и политичка е таа. Значи, на Европа и велиш, добро, вие барате од нас нешто невозможно, понижувачко, срамно. Ќе го направиме. Али што гарантирате вие? Ништо. Значи, ние ќе осмениме сега уставот, ќе ставиме бугарите како конститутивен народ и утре ќе речете, па чекај сега треба да смените, не знам, ова, не да направите она. Тај нема. Да не забораваме, во 2001 година, кога Македонија почна со деструкцијата на сопствената држава, македонската држава, со војната која беше агресија од Косово под директива на НАТО и на Америка, заврши со Охридскиот рамговен договор кој значеше декомпонирање на македонската држава, на 50% минимум бришење на македонскиот характер на македонската држава. И знаете која беше главната, да речем, главното обетување? Ќе ја приме во Европската унија. Да. И НАТО. Значи, вие ќе го потпишете тој срамен договор, капитулантски договор, али ние ќе ја приме во Европската унија. Тоа беше 2001 година. Која година сме сега? 2022. 21 година помина, не само што не сме членка на Унијата, ние сме на уште 30 години, а може никогаш нема да влеземе. Да, и НАТО, не да. прават, си играат со нас, разбирате, си играат со нас. И во таа ситуација улогата на опозицијата е многу тешка, зашто задачата е на Вашингтон, на Брисел да не избришат. А сега Добро, да успееш. Кога имаме начело на државата човек анонимус и кој не знае, гледате, вие не знае да напишат сочувство за британската кралица. Сочувство не може. Какви трагедија има едно чудо, такви трагедии. Ајде да не бегам од темата. Да не бегаме од темата, да не бегаме од темата. Ме интересира сега како се разотидовте, бидејќи во едни вакви убави настани, прекрасни друштва, таму големи луѓе што се познававте, видов и таму и Јачковска, видов и други видни личности, таму беше и Пандов, па како што Сотир Костов, Тони Менкиновски беше адвокатот. Адвокатот Менкиновски беше, Лупчо беше од Интегра и тој. Лупчо беше точно така. И Лупчо беше и од Егејскиот дел на Македонија. За Васил, еве ви кажувам и на слушателите им кажувам дека во Корча имаше Ден на културата, Битолскиот музеј представуваше книги таму во браво. Да, во градот Корча и беше и тој еден голем настан, каде што Васил нормално дека е еден од првите организатори. Сега, како се разотидовте со убави зборови, овие вака, малку од приватните ваши разговори со нашите луѓе? Сите муабети што ги направивте. Јас разговарав макар со 50 македонци од Бугарија. Сите беа воодушевени, сите беа среќни. И на крај, кога бевме во црквата, донесоа погача, онај наш традиционален начин на поздравување на домаќините, па си кршевме од лепчето сите. Така да, велам, луѓето живеева со тој настан. Беа пресрени, се гушкавме, се бакнувавме. Сите велат,
а што го доживеавме, а што дочекавме еден ваков прекрасен начин. Воодушевување имаше меѓу нашите. И велам, сите разговори, сите муабети беа толку полни со емоција, толку полни со задоволство, толку полни со надеж, ако сакате, во крајна линија, што беше нешто што не може да не те допре, не може, мислам, да си останеш онака незаинтересиран или неемотивен или неприсутен, значи. Или Велам, понесуваш. дури радосни солзи. Дори радосни солзи, велам, до тамо беше што јас со дел од тие луѓе ги знам ке 30-40 години ги знам дел од тие луѓе, разбирате. Тоа беа настани кои не се заборават. И велам, впечатокот сите, ние бевме со комби 8 души, беше и Сотери Јачковска и Тони Менкиновски бевме заедно ние. Беше овој сликарот Коле Манев беше со нас исто така. Така да, велам, сите муабети, сите тие велам контакти што ги имавме таму беа полни со емоција, полни со задоволство, полни со надеж и така и се отидовме. Ние после тоа отидовме на враќање, застанавме на ручек во Делчево и велам таа атмосфера и тоа пријатно чувство до Скопје, ако ние цел ден бевме на патот, многу рано станавме, патувавме долго, се враќавме долго, никој не чувствуваше ни умор, ни нешто друго, велам, сите со полни со полет, со елан, дека ете нешто убаво ни се случи и дека ајде, дај Боже, ова да биде почеток на една нова етапа. И мислам дека ќе биде. Јас сметам дека тука нема да има запирање. Македонците сега од Австралија исто сметам дека ќе се зацврстат околу овие настани, околу судските процеси, околу отворањето на клубовите. Имаме здрави луѓе, бидејќи рековте, вие ги познавате 30 години и јас бев 30 на години кога прв пат отидов таму како дете, да речам во споредба со сегашните години, и тие луѓе сега се во поодминати години, па има доаѓаат еве млади ги гледаме. Видовме доста млади луѓе, видовме убав свет, видовме многу народ. Видовме навистина многу народ, видовме. Значи се покажа, се одважија македонците да излезат. Сега, ако тоа се повторува и повторува, значи стравот ќе го немаат луѓето и ќе бидат присутни на вакви културни манифестации, како што беше и ова вчера со културниот клуб Никола Вапцаров. Да се надеваме дека ова ќе биде одеден пресвар и во политиката на нашата влада, која мора да свати дека македонците во Бугарија не може да ги игнорира, затоа што, по моје длабоко уверување, ако ние прифаќаме дека нема македонци во Бугарија, ако нема македонци во Грција, кој што прифатиме со договорите, не може да има ни овде. Тоа не го разбираат клучот на таа политика, дека со едно игнорирање, со друго игнорирање, ти на крај се игнорираш самиот себе и ја сечеш гранката на која седиш. Јас се надевам дека ова ќе биде почеток на еден пресвар, на една објективна политика од двете страни. Иако реков, од Софија нема надеж за тоа, али зависи од нас. Ако македонската држава цврсто застане на единствената можна опција дека македонци во Бугарија има и тие не може да се игнорираат, дека Брисел не може да ги игнорира, ние ќе трнеме во една нова насока која ќе биде позитивна за сите. Велам, историска грешка е во моментот кога бугарите поставија де факто ултиматум, или бугарите го држате ултиматум, или бугарите во уставот, или нема македонско напредување кај Европската унија. Македонија да застанеше на став дека да, ќе го направиме тоа, али реципроцитет. Македонците во Бугарија, во бугарскиот устав. Европа немаше да може тоа да го голтне и да го игнорира. Знаете, барате нешто што е универзално. Па еве тоа го бараат македонците. Вчера во говорите слушав дека бараа реципроцитет. Точно. Велам, во основната карактеристика, основниот услов, ако сакате, основната, како се вика, работа во сите дипломатски односи, во меѓународната соработка е реципроцитетот. Не може да имаш дисреципроцитет, бидејќи тоа е основното правило, основната узанса на меѓународните односи. А ние прифаќаме све еднострано, прифаќаме све на наша штета.
Тоа е катастрофално, тоа е неприфатливо, тоа е неоправдано во никој случај. Така да ние да почнеме сега, никогаш не е доцна. Некој вчера вика, да, ова е убав настан, ама доцна. Никогаш не е доцна. Поготово политика. Не, јас сметам дека убав настан, почетокот е започнат, сега мислам дека враќање нема понатаму. И јас мислам исто така. Да. Амбасадоре, сметам дека завршуваме тука. Ви благодарам многу за интервјуто, за што ни ја пренесовте атмосферата за нас, за нашите кои не следат на Facebook, на YouTube, па и за македонската радиопрограма Македонците во Мелбурн, пошироко и во Австралија. Ми беше големо задоволство, поздрав за сите наши каде и да се, ќе продолжиме да се бориме, да секој да биде свесен дека може да помогне и да даде свој придонес. Велам, со парите што ги собравте во Австралија, веројатно ќе биде отворен следниот клуб, после ќе одиме на трет, ќе одиме и во егејскиот дел да отвараме клубови. Така да, ова тргнавме во една насока, мислам дека нема да се враќаме назад и да запираме, и тоа ќе доведе до одредени промени, неизбежни промени во насока на се оно што е позитивно, прифатливо, нормално, универзално. Ништо друго не бараме. Оно што го има другите, го имаме и ние. Тие права што ги има другите да ги користиме и да ги уживаме и ние. И мислам дека тоа никој не може да го спори и дека успехот ќе биде наш и Македонија ќе победи и ќе биде вечна. Македонија да ни е вечна и ви благодарам. Се најубаво, поздрав.